Значи во врска со таа точка имавме конструктивна расправа на сите членови на судски совет, донесовме определени заклучоци, разговаравме за состојбите, така што мислам дека ставањето на оваа точка на дневен ред ќе позитивно ќе влијае на тамошното работење и односите во Основен суд Скопје. Во која смисла? Какви препораки ќе им дадете и на председателот и на судиите кои што ги поднесоа представките? Значи конкретно во врска со тоа не можам да се произнесам, меѓутоа во секој случај и со соопштение, како и досега што сум настапувал во јавноста, повикуваме на разум, на решавање на состојбите внатре во судот и секој што има проблеми од редот на судиите, бидејќи една од основните надлежности на судскиот совет е заштита на угледот на судиите и чување на довербата на судството, да се обратат до судскиот совет и сите проблеми да ги решаваат институционално, оној што претпоставува дека кај некого има кривична одговорност, соодветни кривични пријави, без давање многу на јавност на целата работа и сите слободно да се обратат до судскиот совет и дополнително доколку некој има проблеми во врска со работењето на било кој суд, не само на овој. Повикате ли на разговор Панчевски? Не можам дополнително да кажам. Во која фаза се овие представки? И против председателот и против Значи, по представки ние конкретно не работиме, новиот совет за утврдување факти за одговорност на судија, а ние како точка на дневен ред ја ставивме ова состојба со оглед на нашата надлежност за чување на угледот на судството. По однос на представките може да се обратите до новиот совет за факти, до каде и до која фаза се. Доколку тој совет согласно нивниот закон одлучи дека по некои представки треба да се поднесе барање за утврдување на одговорност, во таа постапка соодветно ќе достават до нас, до сега нема доставено ништо, па ние би постапувале по однос на барање за одговорност на некој судија. Ние, ќе повторам, работевме денес, бидејќи се работи за односи меѓу суди за чување на угледот на судството и придонесување да не ескалираат состојбите, туку Нарушен ли да се угледот помири. од председателен? Сметате ли дека Па мислам дека ваквите состојби, особено транспарентноста и за работи кои што не треба да бидат транспарентни во јавноста, иницијални фази на поднесување кривични пријави, соопштување на некои работи на медиумите, а истите тие работи да не бидат соопштени на судскиот совет, придонесуваат неосновано угледот на судството да биде нарушен. Затоа и ние разговаравме. Да. Каков е вашиот став? Немам повеќе да се произнесам од тоа што досега имам кажано во медиумите. Има ли одредно оценување на кандидатите Да. за председател? Кога ќе се случи тоа? Значи за сите кандидати кои што конкурираат за председатели на Основен суд Тетово, Апелационен суд Штип, Основен суд Скопје 1 и Врховен суд на Република Македонија ќе има воредно оценување. Тоа го одлучивме согласно законските одредби од Законот за судски совет, бидејќи член 100 став 3 од Законот за судски совет тоа го дозволува дека судскиот совет може воредно да ги оцени, бидејќи за избирање на председател на суд е потребно да ги имаме оценките од последните 2 години од нивната работа. Бидејќи со измените на Законот за судски совет до 2015 година пролетта се врши 2 годишно оценување на судиите во Република Македонија. Последна оценка што ја имаме, последни 2 години се 2013 и 2014 година, бидејќи сега е крај на 2016 година, затоа одлучивме согласно законската одредба да вршиме воредно оценување на сите кандидати за суди. Тоа значи и 2015 сега ќе влезе? Значи 2015 до денот на објавување на огласот. Па дали на секои 2 години е оценување? Значи затоа е ова воредно оценување, одлучува советот за кој период ќе го изврши воредното оценување. За сите кандидати? За сите, нормално, сите се во равноправна позиција. За сите кандидати оценувањето ќе биде за еднаков период и податоците во електронскиот систем за сите суди и председатели на судови стојат како такви, а воредното оценување ќе се врши исто како и што се во постапка како за редовно оценување, со добивање на решение и со право на приговор. Кога ќе почне? Значи веќе е соодветна комисија формирана и ќе почне со работа.
Председателе, дали овие проблеми во формирањето на кривичниот суд кои дојдоа до израз и добија интензитет во јавноста, посебно после нивното постапување, различно од останатите случаи конектирани, поврзани со СЈ уствари, покажува дека постои проблем во функционирањето на кривичниот суд, дека едноставно не постапуваат како што треба и дека е наметнува потребата од формирање на специјално оделение во судот, каде што би се процесирали случаи кои ги покренува специјалното јавно обвинителство. Такво размислување, таков став, ниту такви индиции немам ниту јас, ниту членовите на судскиот совет дека е нешто поврзано токму во врска со тие предмети. Генерално што мислите? Генерално јас За таа имам идеја? произнесено, не, за таа идеја генерално мислам дека не е така. Меѓутоа јас имам произнесено дека е многу некои работи кои индицираат со изборот на председатели на судови и со парламентарните избори закажани во декември. Кажете ми зошто за затворени врати се расправаше околу точката за извештајот на апелацијата? Затоа што тоа беше, мислам така и треба да биде и во случајот со Основен суд Скопје 1. Имавме една состојба многу различна од ова, меѓутоа имаме состојба каде што може да биде нарушен угледот на конкретни судии од тој суд. Значи за сосем поинаков проблем од различна природа беше и затоа се заврши, затоа беше за затворени врати, заради чување на угледот. Да се избираат после избори. Да, во секој случај. Може ли генерално еден заклучок по однос на состојбата во кривичниот суд? Бај да заклучивте нешто внатре. Генерален заклучок немаме. Ние разговаравме со состојбата, бидејќи состојбата не е доволно добра, да кажам, за угледот на целото судство и за тој суд, затоа и беше како точка на дневен ред да поразговараме како судски. А зашто за целото судство? Бидете појасен. Таму се случува што се случува. Значи Зашто таму за се целото случува судство? што се случува, меѓутоа генерализирањето не го почнав јас, некој друг го започна. И па кажете кој? И па генерализирањето се прави дека преку еден суд целото судство не е во ред. Да, е како таа насока, затоа ве прашувам, дали мислите дека решението е она што е се зборува неофицијално и од страна на меѓународната заедница, дека треба да се формира специјално оделение во кривичниот суд каде што би се процесирале овие случаите од СЈО. Ме интересира кој е вашиот став како Не председател на судски совет. не мислам така. Став не е тој на меѓународната заедница, ниту е нотирано ниту во извештајот на Европска комисија, ниту во извештајот на Привет. А што мислите вие за тој предлог? Дали е толку во криза нашето судство да е потребно да се формираат посебни оделенија? Не, апсолутно не треба да се формираат. Дали во судскиот совет ќе се расправа по извештајот за напредокот на Македонија во делот за судството со оглед на тоа што има назадување споредено со претходната година? Да, ќе се расправа на некој од наредните седмици. А што мислите за предлогот на Лидија Неделкова, председателката на Врховен суд, да се укине овој состав на судски совет и овој формат, односно, попрецизно, да се оди со помал број на членови на судскиот совет, пак вие да си бидете суди, да си судите во судовите кај што сте дошле, да се состанувате само за точки кога има Значи предлогот седници. да ви исправам, има предлог од Тој е во Министерство за правда. Предлогот е да се депрофесионализира судскиот совет и да идат само на седници и да видат гласачка машина. Јас сум против тоа и судскиот совет. Тоа е формат во многу редок број на случаи во европските држави и таму има двостепеност. Значи тоа е примерот од Република Хрватска, меѓутоа таму Државниот судски совет работи само непрофесионално, меѓутоа целата работа од електронската база на податоци се врши на база на нивните апелациони, односно жупаниски судови. Сосем различен е системот. Скоро сите држави во Европа и членки на Европска унија кои имаат судски совети се потполно професионални. Ама председателе, вака со пол мандат еве судскиот совет па дозволи да избегаат работите од контрола, пример е Основниот суд Скопје 1. Не е соодветно прашањето во врска со претходното. А дали сметате дека држи Конституцијата на Европската комисија дека е партизирано македонското судство? Ова малку грубо го кажувам, меѓутоа тоа просто кажано, тоа стои во последниот. Не држи и не е аргументирано. Воопшто не е аргументирано и јас имам и признесено и некои погрешни констатации има, кои што не знам од каде произведени. Добро, што мислите вие, дека се е добро во македонското судство?
Значи, предпоставувам како што не е се добро ниту во медиумите, ниту во сите сфери на општествено живење, ништо не е совршено и дека секако и судството може да биде подобро од тоа што е. А има вина судскиот совет во ова? Тоа не е мој да Во кажам. несовршеноста на судството? Тоа јас не можам да кажам, други треба да оценат, секако дека секогаш може подобро да работиме и да се стремиме барем кон тоа. Во функција на смирување на состојбите во кривичен, дали ќе им препорачате на кандидатите за председатели да се воздржат од јавни настапи или истапи? Значи тоа јас лично и како судски совет го се имаме произнесено за такво воздржување, меѓутоа очигледно досега не наоѓаме на соодветен одзив. Не знам од кои причини, дали има некои други, дали се лични интереси и така, ќе видиме.